Добро утро од собраниски брифинг на утрински брифинг. Гостин ова утро е господинот Кастриот Реджипи од движењето БИСА. Ќе разговараме за најактуелната тема што деновиве ни се случува во преговорите со Бугарија, но и за она второ вето на Бугарија која е во најава и бидејќи не сме ги исполниле условите за меѓувладината конференција. Добро утро, господине Реджипи. Добро утро, благодарам на поканата. Така, нашиот државен врв е во Бугарија. Ќе се обиде уште еднаш да ги убеди нашите соседи дека треба да го дигнат ветото. Но додека трае целата оваа постапка, Бугарија најави второ вето. Зошто е тоа така? Што очекувате од денешната средба на Заев, Османи и Димитров, кога веќе Бугарија си го кажа своето дека нема да дозволи почеток одржување на прва меѓувладина конференција? Знаеме дека интеграцијските процеси се тешки. Знаеме како и патот кон НАТО, кога постанавме правосилна членка, не ни беше лесен. И тој пат, сега во патот за интеграцијата во Европската Унија, исто така имаме пречки. Мора да кажеме дека во почетокот беа пречките и поради тоа што имаше потреби на промени реформи кај нас, но од кога во државата се направија сите домашни работи, домашни задачи, за жал стигна блокадата од Бугарија, која што се обидуваме да ја надминеме. Значи, не е проблемот кај нас и тоа го гледаме и со поддршката и изјавите на повеќето членки од Европската Унија, кои сакат да се надмене ова пречка. И добро е што процесот трае, значи сите напори и разговори, диалогот, и тоа мора да биде така, пошто единствен пат и алтернатива друга нема нашата држава, освен интеграција во Европската Унија, и тој пат е јасен. И ќе се направат сите напори преку владата, со поддршката на собранието и целата јавност за да стигнеме до тој пат. За жал, во Бугарија имаше избори и заради тоа можеби беше тешко да се надминат некои од овие прашања. Исто така после изборите има техничка влада, нема значи политичка влада. И заради тоа е ова што гледаме дека ќе биде тешко да има некоја промена. Но денешната посета на високиот државен врв кажува дека се работи интензивно. Впрочем, тоа го барат и представниците од Европската Унија и сега во португалското претседателство. Исто така и тие вложуваат напори, исто како што вложуваше и Германија кога преседаваше со Европската Унија. Но што понатаму сега? Ветото веќе готово. Бугарија се изјасни, ќе го имаме второто вето на самитот сега на 22 и 24 нели во Брисел. Сега што треба да работиме? Значи знаеме дека словениското претседателство. Да, најбитно е дека процесот трае, значи не е прекинат, не се кажува дека не е возможно, значи дека Македонија не може да ги започне пристапните преговори. И затоа треба во меѓувреме да се направат сите напори за да се унапреди овој процес во смисла на тоа во моментот што поскоро да бидеме спремни и да го добиеме датумот. Значи знаеме дека ќе започнеме, се работи за време, дали сега во јуни, што е по се изгледа нема да се случи, или ќе биде тоа на есен, значи сме блиску и во овие контакти и разговори и со станоци во работните групи се надминуваат тие пречки што се или недоразбирање би кажал јас, за да може да конечно да го започнеме процесот на преговарање. Господине Реджипи, сепак ние слушнавме остри пораки до Бугарија од европските лидери. Дали ова вето на Бугарија, како гледате на него, дали не е уште еден пораз на Европа со оглед на тоа дека со вметнување на национални теми, нели, идентитетски прашања во преговарачките рамки не е никаква опасност за цела Европа? Значи, дефинитивно, интерес и на Европа, но и на државите во регионот е за да бидеме членка на Европската Унија.
И тоа што го спомнам и претhodно, бидејќи ние ги направивме потребните реформи и измени и добивме значи, сигнали дека сме спремни, и тоа е кажано, освен ова што беше пречката со Бугарија, е многу негативна работа и за Европа. Бидејќи и тие што се евроскептици или тие сили и во нашата држава што не сакат ние да се приклучиме кон Европа, значи им се дава терен за делување уште повеќе или за други држави да наметнат влијание. Така да дефинитивно овој голем проблем заради тоа и повеќето држави важните членки во Европската унија го истакнувале и ја повторуваат поддршката на Македонија за да стане, да ги започне преговорите. И заради тоа мислам дека дефинитивно Европа треба да изврши уште поголем притисок, бидејќи сме имале примери во минатото и Хрватска пред да стане членка имаше отворени прашања со Словенија, но тие не беа пречка за да се зачлени. И ние го кажуваме истото. Билатералните неразбирања на билатерален однос треба да се разрешат, но Македонија треба да добие да го започне процесот на преговори. Ние знаеме дека и тој процес не трае значи, кратко, така да во текот на процесот да се надминат и другите билатерални прашања помеѓу државите. Во овој случај имаме со Република Бугарија. Не може билатерални прашања на две држави да бидат пречка на интеграција на една држава во една унија кај што има повеќе држави. Уште едно прашање околу Бугарија, зашто навистина е актуелна темава. Бугарија бара никакви гаранции за спроведување на договорот за добросуседство. Но зашто Македонија не бара гаранции, по хипотетички, ако се постави прашањето и Бугарија да ни дозволи да го направиме првиот чекор. Што се со ние втор, трети понатамошни чекори? Во секој време Бугарија може да стави вето. Зашто Македонија не бара гаранција? Е хипотетичко прашање. Токму така, значи првите објаснувања од страна на Република Бугарија беа дека не се спроведува договорот за добрососедство, соработка и пријателство, и каде што има таму работи околу инфраструктурата и така поврзувањето на двете држави. Тоа португалскиот предлог што го. И веќе има конкретни напредок и во тој правец, така да мислам дека се гледа дека се работи на исполнувањето на договорот, така да нема потреба за дополнителни гаранции. Но ако треба некоја изјава дека или да се најде пак некој, не знам, анекс кој ќе го дефинира на некој начин, иако тоа е декларативно, дека ќе се исполни, меѓутоа секој потпишан договор знае дека треба да се исполни. Значи, заради тоа, мислам дека и нашиот став како партија, уште во моментот, првиот момент кој имавме ветото, кажавме дека требаше да добие датум за започнување на преговори, бидејќи нели има отварање на поглавја кај што ќе се дебатират различни прашања, различни сфери и има значи до последниот момент има механизам на одбрана секоја членка на Европската унија. Така да погрешно беше блокирањето на незапочнување на преговорите, бидејќи ова ќе значи дека ако една држава е спремна ги прави сите работи што треба, од друга страна не е гаранца дека ќе се стане членка и тоа ќе биде лоша порака и за другите држави во регионот. Те преминам на помалку партиски прашања, односно по повеќе партиски прашања. До каде се подготовките за локалните избори? Во моментот сме во превршување на процесот на реорганизација на локалните структури. Секојдневно, значи, по неколку огранаци во територија на цела држава се основаат, правиме значи освежување, поради големот интерес после изборите за пристапување кон движењето БЕСА, моравме да распишеме внатрешни избори, реорганизирање, за да може да им дадеме шанса и на новодојдените за да преземат одговорност од структурите. После ова ќе следи формирање на ограноците и дебатирање. Веќе едната недела ќе имаме еден консултативен состанок во претседателство, кај што ќе зборуваме за платформа за стратегијата на настапување на локалните избори.
и веќе ќе почне разговорите околу номинирањата на кандидатите, за да бидеме спремни за започнување на кампањата. Движењето Беса А со коалициите како е? Како стоите? моментално нашиот став е дека настапуваме самостојно. Сакаме, значи, да имаме директна поврзаност со гласачите, со кандидатите, советниците и градоначалниците, со тоа што нормално секогаш може да се случи дека може да има и соработка. Во одредени општини во... Да, бидејќи се работи за локални избори, има локални специфики. Вие сте сега нели во власта. Од другата страна нели нормално имаме опозиција. Вчера опозицијската ВМРО ДПМН го одржа својот роден ден и таму промовираше нов концепт Македонија за сите луѓе. Помалку некако првично списаток е дека е идентичен со слоганот едно општество за сите кое го користеше власта. Како гледате на оваа сличност? Видете, се докажа значи, во скорото минато дека барикадирање во етнички кампус не проаѓа веќе во нашата држава, затоа и ние направивме и предизборна коалиција како партија од албански блок со партија од македонскиот блок. Пионери во значи го македонската направивме политика. значи за прв пат во историјата тоа и се гледа дека тоа се приваѓа и се поддржува. И ВМРО како една партија која сепак ги застапува тие некои, да кажам, по-етнички или националистички позиции така натаму или дистанцирана од другите етнички заедници во Македонија, сега гледа, мислам, со ова мото, овој слоган да покаже дека е отворена сега со сите да соработува или дека гледа за сите, но не е доволно само зборови, треба да се докаже со дела тоа што сме го направиле ние и партијата од коалицијата веќе и што функционира, бидејќи граѓаните на државата сакат напредок, сакат развивена економија, сакат на работни места, сакат добро здравство, образовен систем и така натаму се изморени од овие теми. Не кажувам дека не треба да се третират, но не треба да бидат тие број 1 само за да се замајува јавноста. Јас вчера и во Комисијата за внатрешни работи кажав дека и прашањето со спорот со Бугарија не треба да се политизира како што се прави. Некои прашања се многу важни и треба да се остават да не се наруши тој процес, да помогнем за да биде успешен, да се бавиме со реалните теми. Така ова го гледам како едно декларативно позиционирање, но ќе видиме во иднина дали тоа ќе биде стварност. Иако на некој начин значи, имаме едно општество за свите слоганот на коалицијата во 2016 година, че од СДСМ промовирана. Имавме ние во председателските избори Република за сите со кандидатот Блери Мрека за председател. Сега Алијанса Алтернатива велат ние држава за сите, Македонија за сите, така тука све е едно, само со една промена, но битно е стварно се делува во тој начин, ние го правиме тоа и граѓаните го препознаваат, за тоа и имаме најголемата поддршка. Впрочем, Ири имаше една анкета која се презентира денови века, што се гледа дека партиите од коалицијата имат зголемена поддршка, исто така и движењето Беса, зашто стварно ние многу мило, бидејќи се докажува дека таа позиција наша што имавме е таа што ја препознаваат граѓаните и ја поддржуваат. Господин Реджипи, ви благодарам на разговорот. Благодариме на вас. Студио ова беше нашиот разговор со пратеникот од редовите на Беса, Кастриот Реджипи.